Прв пат по нападот, словачкиот премиер Роберт Фицо неодамна се обрати на својата нација во порака на социјалните мрежи снимена во неговиот дом, каде што заздравува откако беше застрелан неколку пати. Фицо верува дека нападот се должи на неговите ставови против поддршката на Украина. Повикувајќи се на анкети на јавното мислење, аналитичарите велат дека поларизацијата меѓу оние кои ја поддржуваат Украина и оние кои се на страната на Русија во оваа војна вртоглаво се зголемила, и тоа не само на улиците во Словачка, туку и во државите низ Централна Европа. Еден извештај на словачкиот think tank Globasec сугерира дека заморот од војната е виновен за намалената симпатија за украинската кауза во овие земји. Оно што се случува од 2022 е дека дел од првичната поддршка исчезнува. Но тоа беше многу високо ниво на поддршка, така што тоа се очекува во некои земји. Например, во Полска, во споредба со 2022, помалку луѓе гледаат едината на Украина во Европската унија, НАТО или во двете. Со опаѓање на поддршката за украинската кауза во Централна Европа, руската пропаганда, велат наблюдувачите, е фокусирана на подкопување на поддршката за Европската унија меѓу државите како Романија, Словачка и Унгарија. Овие кампањи за дезинформација всушност немаат за цел да ги освојат срцата и умовите на источно европејците, туку да ги збунат, да ги натераат да веруваат дека Западот не е толку добар. Аналитичарите велат дека заедно со пропагандни кампањи на социјалните мрежи, Русија рутински работи на инфилтрирање во институциите, не само на земјите од Централна Европа, туку и Западна Европа, како што сугерираат неодамнешните апсења на наводни руски шпиони во Германија. Гледаме нешто што изгледа како активирање на програмите на Русија за да се потикне напред продолжената рака на незините разузнавачки безбедносни служби, за потенцијално да се подготви за вистински конфликт со самата Европа. Од Рига до Братислава, поранешните комунистички земји од Источна и Централна Европа, некогаш внатре во сферата на влијание на Москва, се соочуваат со зголемен притисок што ги оптоварува нивните општества внатрешно, притисок што предизвикува загриженост за еднината на демократијата во регионот.